Денес се случи она што го предвидувавме веќе низ години и веќе е допрено дното на судството, кое не успеа да доживее никаква реформа нити трансформација. Денес со грубо кршење на правата на обвинетите, особено на адвокатите, бевме сите до еден бранители казнети со по 1000 евра и тие пари му ги подаруваме на судот за да ја направи опремата во новиот суд, а кој го чинеше народот грдни пари, и на првото пробување да проработи техниката не проработи и бевме сместени во сала во која навистина ниту има услови за работа, ниту за седење, што каже еден колега, буквално као 48 година да мораме да белешки да фаќаме на коленици. Кога тоа му беше предочено на судот, судот со најгрубо кршење на одредбите на законот и со чиста сила се обиде да ги воспита адвокатите и беше казнет секој адвокат со по 1000 евра за понатаму, бидејќи стоевме и не дозволувавме да се одвива во такви услови предметот, кој е навистина сериозен и се работи за многу тешко кривично дело. Кривично дело кој засега и во политичката, економската и другите ситуации во земјата, судот се дозволи да не отстрани од јавната седница, од рочиштето и да назначи бранители по службена должност. Ова е грубо кршење на правата на одбраната, нешто што судот веќе подолго време го прави не само во овој предмет, него во повеќе предмети, но овде денес кулминираше целата ситуација. Ние како адвокатска комора ќе преземеме действија и ќе мораме да ги оствариме своите права, односно правата на нашите клиенти. Ако борбата во Република Македонија беше за еднакви аршини, еднаква и неселективна правда, однос на судот професионално и по слово на закон, во тој случај судот денес тоа не го исполни, него остана оно што е, а тоа е Сваровски судство. Благодарам. Како го коментирате предлогот на премиерот Заев, што вчера го слушнавме? Не можам вака, ве молам, не можам да искоментирам политичка одлука, јас сум адвокат, можам правните одлуки да ги искоментирам, политичките одлуки ги носат политичарите и они треба со тоа да се занимаваат. Така да не сме во состојба да ви кажеме што би значило тоа за предметот или за политичката или правна ситуација, можеме да ви кажеме она што веќе ви го објаснивме, дека правната ситуација во овој предмет по однос на правата на одбраната не е запазена. Дали има друг ослободен од куќен притвор освен Сашо Василевски, кој што денес го Навистина не знам и воопшто не е денес предмет на во ред, луѓе. Не е денес предмет и навистина не знам, не е предмет на расправа такво нешто. Она што сакам да го разберете, дека утре можете вие да имате правен проблем. Може било кој во држава да има правен проблем, адвокатурата не е во состојба со ваквиот однос на судот да ги обезбеди правата на граѓаните на Република Македонија. Она што сакаме само да го напоменеме, ние како бранители и како адвокати во ниту еден случај не сакаме да го обструираме работењето и одржувањето на рочиштето. Само ги бараме нашите основни услови за работа. Јас лично и поголем дел од колегите бевме седнати на столчиња каде што немавме каде да запишуваме. Тоа е она што ние го баравме. Ништо повеќе од тоа. Такви се условите и поради такви услови секако мора по секоја цена да се одржи рочиштето, а дали адвокатите ќе бидат приморани на колена, повторувам на колена, по трет пат на колена да забележуваат што кажува најбитниот сведок во овој предмет, тоа не е веројатно интерес на судот, затоа што денешното рочиште морало да се одржи и уште бевме нападнати дека сме правеле обструкција и сме го реметеле редот и мирот. Со ниеден збор, гест или постапка тоа не го направивме. Едноставно, подигнавме рака, побаравме збор и побаравме да ни се овозможат услови. Објаснување од типот, такви се условите, па да помине денешното рочиште, не може. Значи, треба адвокатурата веќе да престане да биде тоа што е и да адвокатите бидат третирани така како што се третирани. Односно, само да се исполни формата на постоење на бранител, без притоа да се почитува законот за кривична постапка и Европската конвенција за човекови права. И уште полошо. Бевме
бевме обвинети дека сме правеле некаква обструкција. Жалосно е што ова рочиште е со исклучена јавност заради карактерот на рочиштето. Иначе требаше да видите дали некој адвокат со било какво действие нешто направи. Меѓутоа се сакаше да бидеме доведени, како што милуваат лицата од МВР, доведени во послушност, за да во некое наредно рочиште не се обидеме да ги бараме најелементарните права. И сега, бевме отстранети од судење и со претња дека ќе им бидат поставени бранители по службена должност. Како може да им бидат поставени бранители по службена должност на лица кои што имаат право на бранител по свој избор? По свој избор. Со сила. Ако не, тогаш нека се изрече денеска пресуда и ние нема веќе да бидеме ни декорни ништо. Не сме потребни очигледно. Добро, сега што се случува внатре? Не знам што се случува, не сме ние присутни. Ние сме отстранети и казнети со 1000 евра. Не знам, веројатно ќе увезат од Марс или од некои високостручни. А особено не е јасно следново. Кој е тој бранител толку паметен да веднаш влезе во ваков предмет без да има прочитано пола страница? Тоа навистина не ми е јасно. Ова е брутално кршење на правата на одбрана. И ништо повеќе.